бираат средства. Значи се е употребено. Од Томич до Павлович до Мирка, се живо што има дигна. Значи, веројатно е оправдана на наша анализа која што имаме во Обединети за Македонија, дека членството е толку многу незадоволно, толку многу е прочитана оваа политика и бројките кои што покажуваат сериозен премин. Значи, луѓето велат, окей, доста беше, 4-та година, за 4 години може да се види дали ќе има подобра економија, подобар животен стандард и генерално може да се види скица, магистралите, каде се води една политика на една држава. И сега тие не се расправаат со Обединети за Македонија. Ниту со концептот, ниту со политичката програма, дали има, дали нема. Тоа е отворен напад кон Љубе Бошковски. Веројатно проценката е дека тој е прилично оперетска фигура со многу импровизации на јавна сцена и дека не ќе може да го издржи овој јавен притисок и дека ќе колабира во целата таа идеја, па ќе биде крајно непотребно да се занимаваат со партијата Обединети за Македонија. Патем, ниту еден опозиционер со Никола Груевски не разговара на начин на кој што во последно време се обидува Бошковски. Например, на промоцијата на програмата во Битола, тој единствениот кој што си дозволува да говори дека Никола Груевски е Наполеон, обкружен со фамилија во кои поголемиот дел имаат повеќе задачи кон српската разузнавачка заедница, отколку што имаат реална македонска политика. И веројатно затоа таков лик, кој што е подготвен слободно да каже многу од работите кои другите опозиционери не би сакале да ги коментираат во однос на Груевски, треба навреме да биде спастрен. Тоа е едно сериозно прашање каква е опозицијата во Македонија и зошто е толку комотен Груевски. Значи, гледајќи ваквата опозиција, гледајќи го Бранко Црвенковски во неговата немоќ, јас мислам дека Груевски е подготвен и да си го гаи, да го одгледува Црвенковски, од таква опозиција никогаш не може да го победи. Се види дека енергетскиот грев, како и целокупното наследство кое што го има зад себе СДСМ, сега се враќа назад како бумеранг и они не можат да излезат од калта. Се што направија, програма, нови луѓе, нова појавност, нови бои, нови знаци, символи, ништо не носи поголем рейтинг. Па тоа е идеална ситуација Груевски да ги одгледува. Оти ќе му земат 20 пратеници. Они зборуваат во своите анализи дека на наредните избори ќе земат 75 пратеници. Значи, овој го кажувам затоа што ги знаеме работите од внатре. Сега се појавува еден парадигматичен лик. Еден лик кој што е познат на целото членство на ВМРО-ДПМНЕ. Кој што може без никаква програма да им земе 150.000. Тој не можете да дефинирате на кои точки Љубе Бошковски во председателска кампања зема 150.000. Вие знаете ли дека лично Груевски имало соопштено на Бошковски дека ќе добие 30.000 гласови според нивните анализи. А знаеме дека имаат сериозен капацитет за правење на анализи и мерење на рейтинзи. Тоа е основната платформа, значи основниот столб на кој се темели владењето во Македонија. Друго не е битно, битно е да се провери било која тенденција и од таа тенденција они грешат 5 пати. И сега одеднаш тој човек не се смирува, но најава партија. Таа партија се формира кој што се формира, има породилни маки. Почнуваат да доаѓаат еден човек од ваму, еден од таму, од еден град, од друг град. Станува проблем. Се следат комуникации, се гледа дека се оформува председателство, се завршува програма, се најавува објава на таа програма. И тука мислам дека е црвеното копче стиснато, значи пред објавувањето на програмата во Битола, да се удри најсилно од сите оружја, за да се исплашат оние што поминуваат, што дефинитивно напуштат. Оти ќе кажам зашто станува збор. ВМРО-ДПМНЕ, односно идеологијата на ВМРО е една длабоко фундирана човечка идеологија, која што кај сите од нас предизвикува чувства. Има замена на тези, идеолошката историска... Да, вие функционирате на љубов или омраза. Послушайте ме, значи идеолошката историска компонента е заменета со бренд. Зајакнате брендот со реклами, со се она што може да се залепи на еден лик, како например господинот Груевски, и доведени се луѓето во состојба да им биде тешко, иако не се сложуваат со оваа политика, иако гледаат варијанта друга, да си кажат ние 20 години сме таму се, зашо да идеме кај Бошковски или кај Георгиевски?
тука е нашата надеж. Добро, Ајде јас уште некоја прашувам година. стварно зошто би отишле кај Бошковски или кај Георгиевски? Во овој момент, Што ја дестилира македонската десница во овој момент? значи во овој момент, толку е големо незадоволството. Ти се гледа дека нема напредок во ниеден параметар. Незадоволство не е ниту идеолошка позиција, ниту е програмска позиција. Но економијата... Седете дома, не одите на избори, да речеме, ако е тоа одговор во разочарувањето од партијата. Но има луѓе кои што сакаат со својот активизам да допринесат да се променат работите. Има луѓе кои што својот глас сериозно го доживуваат. Има луѓе кои што знаат ако во некое позафрлено место него вложат својот глас, дека некој друг може и денеска наместо нив да го вложи. Ова ве прашувам затоа што Бошковски во последните настапи подсетува, знам зошто е нервозата во ова како вие го нарекувате франкенштајновско ДПМНЕ. Да. Затоа што тие не се ВМРО и полека ќе се обидам да го вратам старото ВМРО. Помалку ми се крева коса на главата кога ќе чујам за старото ВМРО, која има се потреба долги години да се митари од внатрешни стравови, на удбаши, на раководители кои всушност биле тоа, работеле за служби, не работеле за служби, внатрешни удари во партијата. Бога ми вчера кога ги видов Колјо Бикчето и Тане Марковски дојде ни од Охрид да ги помогнат протестите пред Европската Унија, се потсетив дека тоа враќање може да отиде до тој лумпен пролетаријат кој некогаш ги извршуваше услугите за ВМРО-ДПМНЕ. Значи не се мисли на враќање на лумпен пролетаријат, значи не се мисли на враќање на ликови или на некои кои што, например, како што велите, ви се дигнала косата на глава од нив, туку се мисли на враќање на една идеолошка концепција или враќање на она кое што беше за нас автентично во 90-тите години. Тоа е добро наследство, една добра приказна која што ги фундира и нашите чувства, кое што го нашиот интелект го задоволува и приказна на која што може да се гради една добра десничарска варијанта. Сега процесите не траат 6 месеци во Македонија. Груевски, иако објави пред месец дена кампања